Центар за просвета и култура на македонскиот народ. Во него, уште во 9 век, запламтуваат првите искри запалени во Климентовиот универзитет. Овде широко ја разгрануваат својата творечка работа нашите зографи, копаничари и други културни дејатели, создавајќи творби кои се јасен одраз на духовните и материјални квалитети на македонскиот народ за смело чекорење во иднината. Денес Охриѓани се среќни што може да ги пречекаат представителите на културни, уметнички и општествени организации, нашите драги гости од братските републики и заедно со нив да ја прослават 5 годишнината од нашиот слободен културен живот. Во рамките на прославата отпочна со работа вториот конгрес на просветните организации од Народна република Македонија. Конгресот го отвори другарката Лилјана Чаловска. Поздравувајќи го конгресот, другарот Крсте Црвенковски напомена дека денес во Народна република Македонија работат околу 800 културно-просветни и уметнички друштва, повеќе театри, опера, балет, ансамбл за народни песни и игри, чија дејност е усмерена во изградување на луѓе на кои пред се им стои делото на социјализмот. Собирајќи ги резултатите од изминатата работа, конгресот постави задача за натамошно осветлување на нашето културно наследство, со кое уште повеќе ќе се развие самоувереноста на нашиот народ за мобилизација на неговите сили, за натамошна изградба на нашата родна земја. Хитната македонска песна се разлија низ езерото. Делегатите тргнаа колективно за Струга, родниот град на браќата Миладиновци, преку отварањето на паметникот да им одадат заслужена почит и признание на овие наши преродбеници. Слободниот македонски народ вечно ќе го чува споменот за светлите ликови на Димитар и Константин, основоположници на нашата литература, првите собирачи на нашите народни песни, борци што меѓу првите го кренаа својот глас за отварање училишта на роден македонски јазик. Смотра на нашата култура и уметност представуваат изложбите отворени во Охрид. Тие го осветлуваат културното и историско минато и ги покажуваат успесите на културното поле денеска. Дејноста на нашите будители Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ, Григор Прличев, Крсте Мисирков, на нашите револуционери Никола Карев, Дамек Груев, Виту Гули, Гоце Делчев и стотица други,
odraz se na стремежите на нашиот народ за слободен и равноправен живот. Зборовите на Гоце, дека македонската култура е неопходна за македонската револуција, беа патеводници во нашата народно-ослободителна борба. Уште со првите слободни партизански територии, отпочнаа со работа многобројни алфабетски курсеви, школи, фолклорни и дилетантски групи. После ослободувањето, таа културна заложба прерасна во првиот универзитет со повеќе илјади студенти. Се издадоа првите дела на нашите млади писатели, се удрија темелите на нашата кинематографија, плодно заработија нашите художници. Десетици весници и списанија на македонски јазик и јазиците на националните малцинства во повеќе илјаден тираж секидневно ја изнесуваат вистината за нашата социјалистичка стварност. А каде е веќе врели дан угаснуо, на језеру осветljeno многобројним лампионима и ракетама разви се широко македонско оро. Ора su stranica u našoj narodnoj istoriji. U njima se odražavaju život našeg naroda kroz vekove nacionalnog ropstva, kao i želj za slobodom i srećom koje su konačno i ostvarene u slobodnoj socijalističkoj Jugoslaviji.